Бестселерот на Opel, компактот Astra и неговата генерација K, поблисокот на салонот во Франкфурт, еве и кај нас, веќе може да се најде во салоните на македонските дилери, а имаше и свое спектакуларно представување во хотелот Александар Палас во Скопје. Astra располага со подинамичен и истовремено помирен, со далеку поблаги линии дизајн, кој е под влијание на концептот Монца. Моделот демонстрира целосно нови предни и задни делови, прикриен заден носач и силно заустрени завршитоци на покривот. Новата генерација на моделот е за 5 см пократка во споредба со Astra G, а растојанието меѓу оските е намалено за 2 см. Кај новата Astra коефициентот на отпор на воздухот е 0,285, додека кај претходната генерација тој изнесуваше 0,325. Opel Astra K е изградена на нова архитектура, благодарение на која инженерите успеале да ја намалат масата на автомобилот помеѓу 120 и 200 кг, во зависност од верзиите и нивото на опременост. Задоволство ми е што ја промовираме на еден ваков свечен настап новата генерација на моделот Astra, која не само во светот, туку и у Македонија е еден од најпродаваните модели во досегашната негова историја. Ова е несомнено највредниот модел за Opel и посебно задоволство ми е што имаме таков силен адут во сегментот кој има 26 до 27% од пазарот во Европа, а таков е и соодносот во регионот. Astra е сосема нов автомобил, бидејќи инженерите на Opel добија задача да тргнат од чист бел лист хартија и да создадат автомобил што ќе се разликува од сите досегашни остварувања и да е далеку над досегашните сваќања за компактите, а се разбира да одскокнува во однос на конкурентите. Токму така, Astra се карактеризира со нов врвен дизајн и врвна технологија, односно, ова е продукт кој се надминува во многу сегменти. Дизајнерскиот пристап е сосем поинаков од она што досега го диктирале Opelовите изданија, бидејќи нашата досегашна филозофија беше малку конзервативна, а кај новиот модел имаме мощна, ефикасен, модерен, трендовски пристап. Новината се одликува со изворедна аеродинамичност, отпорот на воздух е само 0,28 и е поставен на конструкција која е далеку полесна во однос на претходната генерација, а во понуда се и поекономични и екомотори. Едноставно создадена е во целост да ја вознемирува високата класа, бидејќи во ниту еден автомобил од C-сегментот не може да добиете она што се нуди во новата Astra, почнувајќи од профилот на седиштата, кои можат да бидат греени или вентилирани, пакет безбедносни системи кои веќе ги има во серијска опрема, матрични светла со 16 снопови во секој фар, нова генерација на Interlink. Се на се, новата Astra функционира извонредно, инженерите се задоволни од својот производ, наред се купувачите. Astra е веќе во понуда кај македонските дилери. Во зависност од нивото на опремата, моторите, се формира и цената. Но да истакнам дека новиот модел се нуди за 13.600 евра. Ние со гордост истакнуваме дека имаме извонредна мрежа на македонскиот пазар, која во моментов ја сочинуваат 3 дилери: Auto Македонија и Олимпија во Скопје, како и ЦЕМ во Тетово, кои се одликуваат со мощна агресивен настап, можни се оперативни и во моментов со оглед на условите на пазарот имаат учество од 10%, што е бројка за почит. Новости има и во палетата агрегати, која во почетокот ќе биде представена од еден дизел и 2 бензински мотори. Дизелот е 1.6 литри и развива 95 конски сили. Основниот бензински мотор е 1.0 литарски со 3 цилиндри и развива 105 конски сили. Најмокниот бензински мотор е исто сосема новоразвиен за оваа генерација на компактот и има зафатнина од 1.6 литри и генерира 200 конски сили. Моторите се карактеризираат со висок степен на економичност и ниска емисија на штетни гасови. Меѓу новите технолошки решенија се матричните фарови IntelliLux LED, новиот инфосистем IntelliLink кој работи со 8-инчен дисплеј и поддржува Android Auto и Apple CarPlay како и 4G мрежа стандард LTE.
Германија, како дел од Алијансата за нулта емисија ЗЕФ, ќе се откаже од автомобилите со дизел и бензински мотори до средината на векот. Ова го објавија повеќе локални медиуми, повикувајќи се на одлуката донесена на скорешната глобална средба за климатските услови на планетава. Со елиминирање на овие модели, во Германија ќе се користат само хибридни, електрични и водородни машини од 2050 година. Дел од ЗЕФ се и Холандија, Норвешка и Велика Британија, кои исто така изразуваат првични намери за таков развој на работите. Фабриката на Мерцедес-Бенц во Зинделфинген мина импресивна бариера од 20 милиони произведени возила. Јубилејната машина е S500 плагин хибрид. За да се замисли што успеа да направат германците, произведените автомобили, ако се наредат еден по еден, може да направат 2,5 круга околу земјината топка. Фабриката го започна своето производство во 1915 година со изработка на авиони и мотори за нив, а малку подоцна и со автомобилски каросерии. По Втората светска војна производството е обновено во 1946, што значи дека следната година фабриката ќе одбележи нов јубилеј. Многу модели и икони на трикратната ѕвезда се дел на фабриката во Зинделфинген. Мерцедес-Бенц одбележува уште еден рекорд, достигнувајќи ја на Facebook бројката од 20 милиони фанови, што всушност е и најголемата заедница во историјата на брендот. Hyundai Motor Studio во Сеул, место наменето да им помогне на корисниците да се запознаат со брендот Hyundai. Од отворањето пред 18 месеци до овој момент го посетиле над 200.000 лица, што секако е импресивна бројка. Многу повеќе од центар за изложба и продажба на автомобили, Hyundai Motor Studio е место на културата, каде што клиентите може да се радуваат на уметнички дела, да добијат представа за иднината на автомобилските технологии, да читаат книги за автомобили и да уживаат во сет на средства и услуги, а сето тоа се одразува на насоката на развојот на брендот Hyundai. Студиото исто така спроведува иновативни програми за да комуницира со своите клиенти. Hyundai Motor Studio годинава го освои третото место во категоријата Проект за животна средина од Проект за Азија. Наградата беше доделена на Уихо Со, дизајнер на Hyundai Motor Studio. Судиите го пофалија дизајнот на самото место и влијанието на неговиот бренд. Акционерите во Fiat Chrysler Automobiles одобрија одделување на Ферари како посебна компанија. Мерката е дел од планот на главниот извршен директор Серджо Маркионе за зголемување на капиталот и намалување на долговите. Дури 98% од акционерите гласаа за поддршка на поделбата на бизнисот, во рамките на која Fiat Chrysler ќе оддаде 80% од уделот во Ферари од сопствените инвеститори во почетокот на следната година. На гласањето присуствува околу 2/3 од акционерите. Италијанско-американскиот концерн веќе продаде 10% од Ферари во иницијална јавна понуда во октомври во Њујорк и доби околу $1 милиарда. Пиеро Ферари, син на основачот Енцо Ферари, ги држи останатите 10%. Fiat Chrysler има околу 10,3 милиарди евра нето долгови и со поделбата на бизнисот ќе се анулираат околу 3,8 милиарди евра.
Volvo по луксузниот кросовер XC90 најавуваат нова офанзива, па на салонот во Детройт пристига со новата престижна лимузина S90. Нови главоболки за конкурентите во премиум сегментот Mercedes, BMW и Audi, ако се земе во предвид каков настап имаше XC90 од кој швеѓаните преземале многу елементи за своето лимузинско остварување. Не представува изненадување тоа што и новиот Volvo S90 ја следи визуелната шема на кросоверот XC90 со светла во кој се надзира чеканот на тор и со доминантна маска во склад со традиционалните вредности на шведската марка. Долгото меѓуоскино растојание ја нагласува елеганцијата на страничната силуета на лимузината, заедно со строгиот трап по целата должина на каросеријата, а за прв пат од воведувањето на новиот дизајнерски говор на Volvo се покажува и правецот што ќе го следат идните лимузински модели на куќата. Дизајнот на задниот дел е со примеси на минатото, затоа што во него можат да се најдат карактеристичните црти на претходниците, за кои сметаат од Volvo е вистинскиот потек. Оние 11 милиарди американски долари инвестирани во минатите 5 години за XC90 и сега S90 изгледаат на вистина добро вложување. Во поглед на техничката платформа и моторите е исто како со дизајнот. Новиот S90 ја користи техниката од големиот кросовер, а тоа значи дека се вградуваат само 4-цилиндарски мотори, како за дизелската така и за бензинската понуда. Тоа што конкуренцијата го постигнува само со големи 6 или 8 цилиндарски мотори, на Volvo му успева со различни степени на турбо или компресорско надполнење или со придружба од електромотор. Само основните верзии се нудат во верзија со погон напред, додека за помокните верзии стои на располагање и погон на сите тркала. Најголема продажба во Европа се очекува од моделската изведба S90 D5 AWD со 2-литарски дизел со 225 конски сили. Швеѓаните веруваат дека имаат постигнато огромен напредок во поглед на чувството во возење кај новата лимузина, со интервенции што влијаат врз прецизноста, контролата и комфорот. Новиот Volvo S90 располага со систем за полуавтоматско возење, кој самостојно го коригира правецот и го следи патот до брзина од 130 км на час без потреба да се ориентира според возилата напред. Volvo S90 за прв пат може успешно да распознава животни на патот и покрај патот, не само дење, туку и ноќе. Преку предупредувањата и зафати во сопирачките може да се намалат последиците од судир со ирваси, коњи или крави, па и целосно да се избегнат. Внатрешноста повторно ја открива сличноста со големиот кросовер, со кокпит, со анимирани дигитални инструменти и со огромен дисплеј на допир во средишната конзола, преку кој се пристапува до сите функции на возилото и се намалува бројот на прекинувачи во арматурната табла. Hyundai Motor ја објави првата информација за новиот предлог на луксузната марка Genesis. Луксузниот седан G90 EQ900 во Кореја ќе предложи најнови достигнувања на компанијата во однос на технологијата, луксузот и динамиката на патот. Genesis G90 ветува дека ќе им понуди на корисниците голем број модерни технологии, вклучувајќи Highway Driving Assistance, Advanced Smart Cruise Control, Lane Keeping Assistance и други. Клиентите ќе може да се потпрат исто така на интелигентниот систем за погон на 4 тркала H-Track, како и првата интегрирана индивидуализирана суспензија Genesis Adaptive Control. Интересна карактеристика на G90 ќе биде системот кој автоматски ги регулира седиштето, управувачот, страничните ретровизори и проекција на head-up дисплејот, за возачот да добие најдобар можен комфор и видливост. Специјалните VIP седишта на G90 исто така нудат сериозна можност за регулирање, а самите тие се сертифицирани од AGR. На домашниот пазар новината ќе се најде во почетокот на годината, а подоцна во план е лансирање и во САД и Европа. Во моментов од Hyundai Motor се предвидени 3 основни агрегатски модификации на Genesis G90: 3.3 V6 TGDI, 3.8 V6 GDI и 5.0 V8 GDI.
Продажбата на четвртата генерација на хибридниот Toyota Prius тргна со продажба во земјата на изгре сонцето и веднаш се покажа дека бројните потенцијални купувачи ќе треба да се наредат во ред и да почекаат околу 4 месеци пред да ги добијат клучевите од новиот автомобил. Дилерите на брендот веќе регистрирале над 60.000 нарачки за новиот еколошки модел. Новата генерација на Toyota Prius привлече внимание на фановите на брендот и на зелените автомобили со неколку импресивни карактеристики, меѓу кои многу добра економичност. Хибридниот автомобил троши само литар гориво на 40 км изминат пат, што го прави сериски автомобил со најнизок степен на трошок на енергија при неговото движење во целиот свет. Toyota Prius е 5-вратен хетчбек во кој може да се возат 5 лица. Според представниците на брендот, понатаму на пазарот може да видиме и варијанта со погон на 4 тркала, кој ќе служи подобро при експлоатација во отежнати услови. Новата генерација на Toyota Prius тргна во Јапонија со базна цена од $20.000, што е зголемување за $2.000 од цената на претходната генерација. Ова сепак се покажа дека не го намалува бројот на оние кои сакаат да го купат, барем во Јапонија. По се изгледа дека откако кинезите во 2010 направија тейковер на славната шведска марка Volvo, не е тајна доживува вистинска ренесанса. По лансирањето на моделите S60, V60, презентирани кога кинескиот концерн го презеде Volvo, како и на V40 во 2012-та, втората генерација на XC90 пријатно ги изненади и најголемите оптимисти. Паметната деловна филозофија, каде кинезите обезбедија само финансирање и присутни се само во контролирање на пласманот на производите на глобално рамниште, а на шведскиот тим му препуштија потполно развој на дизајнерска и креативна слобода, резултираше со крајно респектабилни модели. Новиот шведски крал на SUV изведбите, микс помеѓу теренец, простран моноволуменец и статусна лимузина, за оваа прилика, односно втората негова генерација, темелно е унапреден. Нема да погрешиме ако потенцираме дека ова е комплетно нов дизајнерски производ, за што потврда се и големиот број признанија. Новиот XC90 изгледа горопадно, а поради извонредниот баланс на линиите, истовремено и меко, компактно. Оваа елеганција е постигната со извонредната аеродинамика, невообичаено за автомобил со габарити и форма на робусен теренец. Кога кон ова ќе ги додадете изборот на првокласни материјали и квалитетна изработка, за што швеѓаните воопшто не штеделе, сме кажале премногу. Нема ниту трага од кинеската ефтиноќа, за кој многу ми настравуваа. Конструкцијата и каросеријата е од цврст, високо квалитетен челик и сите компоненти од алуминиум и лесни легури. Volvo секогаш бил премиум бренд со многу ексклузивни елементи, а со XC90 се искачи скалило погоре. Структурата од ултрацврстите материјали ја зголеми компактноста на платформата за 1/3, а ја намали масата за 95 килограми, иако оваа генерација е со далеку поголеми димензии. Највпечатлив детал од новата дизајнерска филозофија на скандинавците е изгледот на фаровите. Мјенлир е шведскиот збор за чеканот што богот на молњите Тор го користел против џинот кој што се заканувал да го уништи човештвото. Токму оваа символика лежи во новиот дизајнерски белег на единствената преживеана марка на автомобили од Шведска. Чеканот ја означува решеноста на швеѓаните да ги нападнат џиновите во браншата, какви што се на пример Audi Q7, Mercedes GL или BMW X5. Од другите поединости би ги издвоила силуетата, која исто така е помалку торовска, моќна, робусна, нападна, но навидум со малку подлабов поглед, крајно елегантна како и задните светла и специфичниот ценосач. На тестниот модел посебен впечаток остава Onyx Black колоритно решение и како дел од дополнителната опрема 21-инчните филни со дијамантски рез со 8 краци.
и во интериерот скокнува високото рамниште на квалитет, елеганција, луксус. Комбинацијата на аналогниот прегледен приказ со напредна електроника и технологија заслужува чиста петка. Во зависност од нивото на имплементацијата, патниците може да уживаат во комбинацијата од природна кожа, метал или вистинско дрво, а голем дел од елементите се обликувани или завршени рачно. На овој начин се гарантира персоналност за секој еден од представниците на моделот, а во овој тестниот тоа беше апострофирано со додавање на неколку пакети. Првиот од нив е Pro Premium Sound, кој содржи графичка инструмент табла, 9-инчен екран чувствителен на допир, навигацијски состав Senus, Park Assist Pilot плюс помош од камера за паркирање напред и назад, премиум звук Bowers & Wilkins и субвуфер. Посебно импресивен и нуди вистинско задоволство за време на работата со него е импозантно вертикално позиционираниот мултифункционален екран 13:18 см на инфокомуникацијскиот и мултимедијален систем. Со негова помош се остварува контролата и работата со речиси сите секундарни системи, благодарение на единствениот интерфејс на системот. Секако вреди да се напомене и пакетот Xenium во тестниот модел, од кој ги издвојуваме електричниот панорамски покрив, интегрираниот head-up дисплеј, внатрешни и надворешни затемнувачки ретровизори, како и 7 седишта. Овде мора да напоменеме дека дополнителниот комфор во трите реда на седишта го нуди зголеменото меѓуоскино растојание на 298,5 см плюс 13 см. Багажникот е со волумен од 692 литри, со преклопени седишта во третиот ред, а со истиот процес во вториот ред се добиваат 1868 литри. Меѓу импресивниот сет системи за активна безбедност би ги издвоиле оние за автоматско активирање на соперачките, составот за полуавтоматско следење на движењето напред на возилото, пакетот City Safety кој е гаранција за речиси 100% безбедно движење, вклучувајќи и заштита на пешаците и велосипедистите во градското секојдневие. Не треба да се заборави и keyless системот со функција за отворање на вратата од багажникот без раце. Во тестниот модел имавме на располагање турбодизелски агрегат со 4 цилиндри и запатнина од 1969 см со директно вбризгување, со 225 конски сили и максимален вртежен момент од 470 Нм. Моќта и моментот преку ZF 8-степениот автоматски менувач се пренесува на сите тркала преку добро познатиот, за овој случај напреден 4x4 систем. До стотка возилото забрзува за импресионирачки 7,8 секунди и постигнува максимална брзина од 220 км на час. Секако бевме далеку од оние декларираните 5,8 литри потрошувачка, поради тоа што баравме малку повеќе од теренецот во сите режими на работа, но сосема добра бројка беше и онаа реалната, од нешто над 7 литри. За високиот потенцијал на моторот, освен прецизниот и ефикасен автоматски менувач, има и доброто подвозје, како и модифицираното комплетно за оваа цел подпирање. Кога сме кај авантурите надвор од асфалтот, треба да се потенцира клиренсот кој е зголемен за 50 мм. Швеѓаните навистина направиле повторно добра работа. Моделот заслужува место во високото друштво, има многу атрибути и да биде на самиот врв во елитата. За вредностите, квалитетот, луксузот, дизајнот, врвната технологија треба и да се плати, па вака спакуваната изведба во Mida Motors чини 118.357 евра. Не е тајна дека Mazda се подготвува да го пушти во сериско производство концептниот кросовер Koero, кој го покажа за време на автосалонот во Франкфурт оваа есен. Ова го соопшти генералниот директор на јапонскиот производител Масамичи Когаи.
Новиот модел треба да стане конкурент на Subaru Outback. Според зборовите на топ менаџерот, целта на Koeru е да обезбеди задоволство при управувањето од самото патување и да се наметне со својата врвна технологија и решенија. Во моментот, Mazda собира мислење од своите клиенти за тоа како би се прифатил сличен автомобил во палетата на брендот. Новината според димензиите кај новиот модел ќе се приближува до кросоверот CX-5. Тоа значи дека сериската верзија ќе задржи димензии на концептот кој беше со 60 мм подолг од CX-5. За сега нема информации за какви агрегати ќе се одлучат во Mazda. Се претпоставува дека меѓу нив е и дволитарскиот турбомотор со 4 цилиндри од семејството Skyactiv. Овој мотор беше представен кај новата генерација на CX-9, каде моќ му е 240 конски сили и 420 Нм. Од компанијата не соопштуваат дали серискиот модел ќе го задржи името Koeru. Не е исклучено на пазарот возилото да се појави како Mazda CX-6. Шкода годинава одбележа 40 години од лансирањето на познатиот тркачки модел RS 130, а инспирирана од него чешката компанија Hoffmann and Norvegiu го представи неговиот наследник R200. Автомобилот кој е направен од носталгијата кон култниот тркачки модел е развиен со мала помош од Audi. Всушност, R200 представува модерна интерпретација на спортистот на Шкода, а е базиран на првата генерација на Audi R8. Алуминиумската каросерија во мала мера потсетува на супер автомобилот на Audi, но некои стилски елементи како маската и кружните предни светла се инспирирани од чешкиот спортски автомобил. Под капакот на моторот е сместен V8 агрегат кој развива 430 конски сили, додека силата се пренесува преку задните тркала во спрегаш со 6 бензински мануелен менувач. Забрзувањето од 0 до 100 км на час е за 4,5 секунди. Hoffmann and Norvegiu планира серија од 30 примероци, а цената ќе биде 260.000 евра. Производството треба да стартува во 2016 година. Hyundai објави дека со представник на моделот Tucson Fuel Cell беше поставен рекорд за најголема брзина на SUV возило на водород. На посебна патека Soggy Dry Lake Bed во Калифорнија беше регистрирана максимална брзина на движење од 94,6 милји на час, малку над 152 км на час за време на тестирањата. Единственото што се ослободува како резултат на работата на погонскиот систем беше вода. Моделот Tucson Fuel Cell има 100 киловатен блок горивни елементи што и моќта на електромотор. Балони со водород под притисок од 700 атмосфери се во задниот дел на кабината, а под предните седишта е литиум полимерен акумулатор. Во моторниот простор се наоѓаат блок од горивни елементи и електромоторите со редуктор. Досегот со едно полнење од 5,64 кг водород е 594 км. Заврзувањето од место до 100 км на час е за 12,5 секунди. Кинески инженери развија систем кој е во состојба да се потпре на мозочните сигнали и да пренесува команди кон автомобилот. За сега технологијата може да го движи возилото напред, назад, да ги активира со пирачките, да ги заклучува и отклучува вратите без да е потребно физичка контрола.
Научниците велат дека развојот на технологијата траела 2 години, а системот се состои од 16 сензори кои ги откриваат електроенцефалографските сигнали во мозокот на возачот и софтверот. Целта не е само да се создаде атрактивна врбна технологија, туку системот да овозможи полесно управување на возилата на парализирани или пак возрасни возачи со отежнати движења. Контролата на возило со мисли при густ сообраќај изгледа како опасна идеја, но истражувачите се категорични дека пренасочување на вниманието не би предизвикало инцидент. Мисловната концентрација е потребна само при промена на движењето на возилото, нешто што и онака правиме подсвесно. Според научниците, крајната цел би можела да вклучува интеграција на оваа технологија во автономни автомобили. Првиот прототип на таква машина е изграден врз основа на моделот Haval H9. Вкупно 1270 килограми, плюс 675 конски сили, плюс 700 ньютон метри, ексклузивна солиц боја, плюс достотка за 2,9 секунди, плюс цена од 284.450 фунти е еднакво на Мекларен 675 LT Spider. Мекларен 675 LT Spider, кој е најбрзиот отворен автомобил на марката, ќе биде произведен во лимитирана серија од само 500 единици и неговите први испораки кон клиенти се очекува да бидат реализирани во текот на летото 2016. Астон Мартин понуди нешто ново за специјалниот модел Вулкан, дизајниран за употреба на надпреварувачката патека. Вулкан, кој беше представен за прв пат на меѓународниот салон во Женева во март 2015, ќе биде произведен во ограничена серија од само 24 единици, со целосно карбонска конструкција. Астон Мартин Вулкан е опремен со 7.0 литарски V-twin, 12-цилиндарски мотор кој е со максимална моќност од над 800 конски сили.